град, место кај што живеам, создавам, уживам. Место каде го поминувам моето секојдневие. Тука луѓето се вредни, дружелюбиви, духовити. Денеска градот празнува. Го поздравуваме денот со нови успеси, нови дострели и достигнувања. Куманово гордо расте и се развива на задоволство на сите нас, кои со љубов го следиме секој негов чекор кон иднината. Денеска одбележуваме 497 години постоење. На самитот на локални лидери од Средна и Југоисточна Европа што се одржа во Кина, учествуваше градоначалникот Зоран Дамјановски како потпредседател на ЗЕЛС. Потпишана е декларација со која општина Куманово е дел од Асоциацијата на градови локални лидери на групата 16+1, со цел воспоставување економска, социјална и културна соработка, како и подобрување на инфраструктурата помеѓу земјите од Средна и Југоисточна Европа и Кина. Градоначалникот Дамјановски и секретарот на општината Валентина Алексовска присуствуваа на конференција за миграција, раселување и отпорност на заедницата, со цел подобрување на координацијата меѓу најпогодените општини и зголемување на протокот на информации и размена на искуства, која се одржа во Белград. Делегација од општина Куманово присуствуваше на 26-тото Генерално собрание на Меѓународната асоциација на градови, носители на порака на мир во Полска, на која господинот Дамјановски беше избран за член на извршниот одбор. Дамјановски со представници на општинската администрација го посети збратимениот град Никшиќ, а по повод денот на град Кампина, Романија, делегација од општина Куманово присуствуваше на свечена прослава. Работни средби со градоначалникот имаа следните амбасадори. Амбасадорот на Европската Унија во Македонија, Самуел Жбогар, со кој разговараа за комуналните проблеми, за развој на економијата, економската миграција во градот и за перспективата на младите. Српската амбасадорка Душанка Дивјак Томиќ, со која разговараа за бегалската криза, како и за други актуелни теми. Во прва официјална посета на Куманово престојуваше амбасадорката на Босна и Херцеговина, Лепа Бабиќ, со која Дамјановски разговараше за продлабочување на економската и културна соработка на општинско и национално ниво. Амбасадорот на Франција во Македонија, Кристијан Тимонје, имаше средба со градоначалникот, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и заменик председател на владата за европски прашања Арбар Адеми. Тие разговараа за децентрализацијата, економскиот развој на локалната заедница, изборниот процес со можности за развивање на регионот и за излез од кризата преку членство во Европската Унија. Општините Куманово и Гнилане ќе започнат поинтензивна меѓугранична соработка заради реализација на заеднички проекти преку ИПА фондовите, преку реактивирање на микрорегионите за посигурна имплементација на проектите, кое беше договорено при средбата на градоначалниците. Градоначалникот Дамјановски, заедно со представниците на локалната самоуправа, ги посети жителите кои настрадаа од поплавите во Стајковци, Синџелиќ и Ченто. Се одржа воредна седница на Советот и се донесе одлука за донација на настраданите. Куманово како мозаик од различни националности и култури негува добри меѓуетнички односи со верска и национална толеранција и како таков е успешен пример за соживот и разбирање. Советот на општина Куманово на чело со председателот Максим Димитриевски брои 33 советници кои припаѓаат на 4 етнички заедници застапени преку 13 политички партии. Во овој едногодишен период се одржаа 17 седници на кои се донесени важни одлуки и решенија. Од оваа година седниците на Советот се пренесуваат во живо. Општина Куманово е најголем дел од североисточниот плански регион и учесник во многу проекти и активности со регионален карактер. Центарот за развој на СИПР изработи техничка документација за изградба на атмосферска канализација на 33 улици во Куманово, во должина од 19 километри, финансирана од Германското друштво за меѓународна соработка. Бизнис центарот на овој регион издаде водич за инвеститори, збирка на индустријски зони во планскиот регион и регионална програма за развој и поддршка на приватниот сектор. Со Општинското средно техничко училиште Наце Буѓони започнаа имплементација на проектот Инклузија на млади со пречки во развој на пазарот на трудот во североисточниот регион. Со кофинансирање на СИПАР и Општина Куманово се санира и адаптира Занаетчискиот дом, еден од најпрепознатливите објекти во градот. За секоја успешно завршена обврска стои детално разработен план, како и целосна посветеност во извршувањето.
Општина Куманово докажа дека успешно се справува со сите предизвици што стојат пред нас. На задоволство на граѓаните на Куманово беше пуштен во употреба грандиозниот објект, новоизградениот спортско-рекреативен комплекс со отворен и затворен пливачки базен. Станува збор за површина од 6000 метри квадратни, а покрај двата базени предвидено и отварање на хотелско-угостителски објекти и спа центар. Вкупната инвестиција изнесува 3,1 милион евра, средства обезбедени од општинскиот буџет. Ова е голем придонес за развој на пливачкиот спорт. Со средствата добиени преку ИПА проект се реконструира и проширува канализационата мрежа во должина од 24 километри. Проектот го промовира амбасадорот на Европската Унија во Македонија, Самуел Жбогар, со министерот за животна средина и просторно планирање, вице-премиерот за европски прашања и градоначалникот на Куманово. Овој проект е од фундаментално значење во комуналната сфера во општината. Јавното претпријатие Куманово газ интензивно работи со изградба на дистрибутивна гасоводна мрежа во централно градско подрачје, како и приклучување на корисници. Се обнови фасадата на осмокатницата на градскиот плоштад, како проект за енергетска ефикасност кој чини 40.000 евра, а се реализира во соработка на општина Куманово, невладината Хабитат Македонија и станарите. Во Тетово се одржа промоција на проектот Различноста е во мода, промоција на мултикултурализмот на локално ниво. Целта на проектот во кој учествува и нашата општина е подобрување на меѓуетничките односи и зголемување на мултикултурната демократија. Продолжува реализацијата на проектот за селектирање на отпад во општина Куманово, со цел да се намалат количините на отпад, со чија селекција добиваме заштита на животната средина. Со цел за окружување на процесот и активностите кои досега беа реализирани во општината, како дел од компонентата Обштествена одржливост и активно граѓанско учество, се одржа состанок на кој се дефинираат чекорите за поголем интегритет во пружање на граѓански услуги и зголемување на граѓанското учество. Успешно функционира и информативниот веб портал Визит Куманово, проект преку кој се промовира и презентира нашата општина. Камион за смет, 100 контейнери и 10 корпи за смет донираше јапонската влада преку UNDP на Куманово. Половина од донацијата е наменета за транзитниот центар Табановце, а останатото за потребите на јавното претпријатие Чистота и зеленило. Помошта ја врачи почесниот граѓанин на Куманово, Луиза Винтон, и амбасадорот на Кралството Јапонија. Акцијата вторник кога се дарува беше одбележена и во Куманово. Постојаниот координатор на Обединетите нации и представник на UNDP за Република Македонија, Луиза Винтон, донираше возило на општината, што беше предадено во собственост на јавното претпријатие Чистота и зеленило. Ова претпријатие со јавното претпријатие Водовод има посебен придонес во справувањето со сервисирање на бекалските кампови. Рафинеријата Окта донираше противпожарно возило за територијалната единица за противпожарна заштита во Куманово. Инфраструктурата е важен сегмент од животот на секој град. На тој план континуирано се работи за квалитетно обстојување и функционирање во еден урбан центар. Се поставија бекатон плочки на дел од улиците: ЈНА, 6 април, Доне Божинов, дел од Крушевска република и крак на улица Боро Прцан, крак од улица Ангел Шаич, улица 22 и 24 во населбата Карпош, на улицата Црнотравска, Никола Вапцаров, крак од улица Гоце Делчев, дел на улица Прва Петолетка, улица Прохорчински, Шарпланинска и дел од улицата Трст. Се асфалтираа улиците Јоско Илиевски, Милорад Петровиќ, населба Бедиње, дел од улицата 30 јули, населба Перочичо, Перо Стојмановски, Романовска, 520, 522, населба Ајдучка чешма, 200 и 148, населба Карпош, улици во село Лопате, на главниот пат во село Горно Којнере, патна инфраструктура во Проевце, дел од улица Перо Илиевски и Трајко Прокопиев, улици 405 и 424 во населбата Иго Тричковиќ, улица Сенто Сантовски, крак од улица Никола Тесла, крак од Анѓа Ранковиќ и дел од улицата Драгојло Диндиќ. Се изврши и тампонирање на улиците во атарот на село Тромеѓа и на улицата 150 во населбата Карпош. Се реконструираа тротоарите на улица Тоде Думба, населба Гоце Делчев, Народна револуција и Иван Горан Ковачиќ.
Се прават и нови тротоари со ограда на улица Стотка во населбата Карпош за поголема безбедност на пешаците и учениците од тој дел на градот. Беше извршена реконструкција на фекалната канализација и водоводната мрежа на улиците Братство и Единство и Перо Илиевски. Се гради подпорен зид во населбата Перочич, а во тек и изградба на фекален колектор во село Речица во должина од 3524 метри. Средствата се обезбедени од Европската банка за обнова и развој. Се превзема акција за чистење на депонии, канали и речни корита во градот. Преку проект на јавното предпријатие Куманово паркинг, стариот градски парк во Куманово доби ново осветлување и уредување на просторот. Јавното предпријатие Пазаришта Куманово е во завршна фаза на проект за реконструкција на зелените пазари преку фондовите за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Куманово како урбан и современ град продолжува со конкретни задачи за подобро функционирање на своите граѓани, како и за соодветна едукација, воспитување и згрижување, кога станува збор за воспитно-образовен процес. Во подрачното основно училиште Христијан Карпош во населбата Иготричковиќ беше пуштен во употреба Центар за ран детски развој Сонце при детската градинка Ангел Шајче во соработка со општина Куманово, која издвои 1,4 милиони денари и УНИЦЕФ, кои донираа 900.000 денари. На отварањето присуствуваше и министерката за труд и социјална политика Фросина Ташковска-Ременски, која ја поздрави одлуката на УНИЦЕФ за ваков центар, каде се врши згрижување, воспитување и едуцирање на децата од предучилишна возраст. Се поставија нови прозорци, врати и под во општинското основно училиште Браќа Рибар во село Табановце. Општинското основно училиште Карпош во село Уминдол доби нови тоалети и детски забавен парк преку проект кој е финансиран од Македонскиот центар за меѓународна соработка во рамките на проектот Акции во заедницата и општина Куманово. Градоначалникот Дамјановски и директорот на Домот за стари лица Зафир Саито ги пуштија во употреба реновираните простории во оваа институција. Со средства од германската амбасада беше опремен кабинет по модерен дизајн во средното општинско училиште Перо Наков. По повод Светската недела на детето, Дамјановски организираше прием за најмладите, при што на децата им ја објасни улогата на локалната самоуправа, порачувајќи им дека тие се амбасадори на општината и гордост на нашиот град. По повод денот на словенските просветители Кирил и Методи, во организација на Сдруженијето на просветни работници со поддршка на локалната самоуправа, се прогласени 27 првенци на генерацијата во учебната 2015-2016 година во основните и средните училишта во Куманово и Старо Нагоричане. Започна со реализацијата проектот Моќно образовно партнерство од програмата Општинско корисна работа, како продолжување на досегашните успешни проекти во рамки на оваа програма, кои во континуитет ги реализира општина Куманово преку Оделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Канцеларија за социјални услуги и бесплатна правна помош за граѓаните започна со работа во општина Куманово. Проект финансиран од Германско друштво за интернационална соработка и локалната самоуправа. 70 слики и цртежи изработени на детската ликовна колонија Асном беа донирани на Дневниот центар за лица со интелектуална попреченост Порака наша, преку кои можат да се обезбедат дополнителни средства. Ја негуваме и одржуваме културната традиција преку успешна реализација на бројни културни активности и манифестации. Во изминатиот едногодишен период се одржаа Маскембал Батко Ѓорѓија, меѓународен тамбурашки фестивал, Рома Трубафест и детски ликовен камп Асном, ликовни колонии Карпино и Куманово, деење на кокински мугри и пензионерите за својот град. Пригодно се одбележаа и Водици, Свети Сава, Ден на сесловенските просветители Кирил и Методи, Светскиот ден на лицата со попреченост, Светскиот ден на ромите, Курбан Бајрам, Бајрамски заеднички ифтар и многу други. Оваа година културно-уметничкото друштво Панче Пешев со пригодна програма го одбележа јубилејот 90 години успешно постоење. Куманово е град со долгогодишно спортско искуство. Преку организирање на спортски настани, каде се забележуваат индивидуални и тимски квалитети, успеваме да го подигнеме спортот на едно повисоко и завидно ниво.
Куманово беше домаќин на државната спортска манифестација Гимназијада, која е поддржана од градоначалникот и Советот на општина Куманово, Фондацијата за училишен спорт на Република Македонија и Агенцијата за млади и спорт на Република Македонија. Учество зеде околу 1000 средношколци од 60 средни училишта во државава, кои се надпреваруваа во повеќе спортски дисциплини: атлетика, ракомет, кошарка, одбојка, фудбал и футсал. Ова беше можност да покажеме дека Куманово е спортски град, кој се грижи за училишниот спорт како основа за понатамошниот развој на спортот. На атлетскиот полигон во градот се одбележи и Меѓународниот ден на олимпизмот, каде учествуваа спортисти, спортски работници, представници од МОК, локалната самоуправа и ученици. Кошаркарскиот клуб Куманово 2009 се надпреварува во првата државна лига, каде бележи добар успех со освоено второ место, учество на Final Four на Куп на Македонија, како и надпреварување во меѓународните Еврокуп и Библ лига. Машкиот ракометен клуб Куманово се надпреварува во првата лига, а женскиот ракометен клуб Куманово во Суперлигата со освоено четврто место и учество во Челендж Купот на Европа. Одбојкарскиот клуб Куманово се надпреварува во прва државна младинска лига, а од оваа сезона ќе настапува и во сениорската лига. Велосипедскиот клуб Велоем постигнува врвни резултати во првата лига како државен првак, со право на учество на меѓународни трки во поединечна и клубска конкуренција, представувајќи ја нашата општина и Република Македонија. Атлетскиот клуб Куманово се надпреварува во првата државна лига и е државен првак во атлетика со освоени медали во екипна и поединечна конкуренција. Стрелачки клуб Куманово 2000 бележи успешни резултати во поединечна и екипна конкуренција во сениорски и младински категории, а се очекува повторно да станат и државни прваци. Пинг-понг клубот Куманово учествува на државни првенства и турнири во Македонија и на меѓународни турнири, каде ги освојуваат само највисоките места. Од клубовите во турнирски надпреварувања ќе ги споменеме и карате клубовите Куманово 75 и Унсу, тај боксинг клуб Вајкру, кои се надпреваруваат во првата државна лига, како и кикбокс клубот Куманово 2006, кој бележи успешни настапи на домашната и на меѓународната сцена. Од нивните редови веќе имаме балкански првак. По повод 70 години од формирањето на боксерскиот клуб Куманово, градоначалникот ги прими боксерските легенди, освојувачи на олимписки и светски медали од земјава и регионот. Во Куманово се одбележи и Европската недела на мобилност, под покровителство на Министерството за животна средина, а во организација на Оделението за животна средина и секторот за образование, со цел да се промовира здравиот начин на живот и да се апелира до граѓаните наместо автомобили да користат велосипеди. Со незапрелив чекор, нека се редат нови успеси во сите сфери на твоето пулсирање, што ќе значат исполнет, квалитетен и благопријатен живот за сите нас. Честит празник, градо мој!